Речи си 14% од учениците на возраст од 13 до 15 години користат некаков тутунски производ. Дури 10% од нив користат електронски цигари, што е повеќе од двојно зголемување во споредба со 2016 година. Загрижува и изложеноста на чад. Дури 57% од младите биле изложени на тутунски чад, а 56% престојувале во затворени простории каде што се пуши. Сериозен проблем е и достапноста, за која повеќе од половина од младите испитаници изјавиле дека никој не ги спречил да купат цигари поради возраста. Ова го покажува истражувањето на Институтот за јавно здравје, спроведено во соработка со Светската здравствена организација и Министерството за здравство за 2024 година. Има тренд на зголемување. Во 2002 година купно 9% од учениците кажале дека користеле вакви тутунски производи, но во 2024 година овој број се зголемил на 13,6%. Видовме дека во 2016 година купно 3,9% од учениците изјавиле дека користеле електронски цигари, додека сега во 2024 година 9% од учениците користеле електронски цигари. Представникот на СЗО вели дека државата мора да посвети повеќе внимание особено на тутунот, кој е достапен и дозволен насекаде, а кој ќе треба да се реши со новиот предлог закон. This law does not stop people from smoking if you choose to smoke. Овој закон не им забранува на луѓето да пушат ако тоа го сакаат. Она што овој закон го прави е ги штити правата на непушачите, за тие да не бидат изложени на чад од тутуни или аеросоли кои што би влијаеле на нивното здравје, меѓутоа особено за децата. Од Министерството за здравство вела дека новиот предлог закон предвидува целосна заштита од пасивно пушење, ограничување на маркетингот и изложеноста на тутунски производи, намалување на нивната достапност и засилени контроли при продажба на малолетници. Јавната расправа не е завршена. Работната група сега ги разгледува забелешките и одлучува што ќе биде вклучено во финалната верзија на законот за заштита од пушење.